Значи за елки украсвање правевме муа. За радостите што сме ги имале како деца правевме муа. Са дали овие деца ги имат истите радости не знам. Ама има една работа што знам дека ги радва децата, а бога ми возрастни, тоа е кога ќе се украси еден град. И се знам дека е контроверзна тема ова. Најмногу заради тоа што не можеш да му погодиш на Македончеве, брат. Значи ако го украсиш градо, ти го красат градо, се трошат пари, струја, ти реков ми речи. Ако не го украсиш градо, шуева темници, ова празници си ли шуева. Ами се знае празник украсено. Значи како сакаш сврти не можеш да му погодиш, бате, тоа. И сега дали сакате вие да е украсено или не, ќе дознаеме после реклама, после шпицата. А шпицата оди за 3-4. Значи секој пат кога ќе дојде оваа тема за муавет, особено на Facebook, значи тоа е лавина коментари бева. Кој стигна се да шуева сијалици море сегде та струја да го ќе плаќа та струја. И после јануари високи сметки. Еми високи бе бате. Пошто иначе јануари едни ефтини сметки жидат, ама добро ајде. Чао било ова? Воздухот тука уште не е решен, дишиме јагле. Тие сијалици земат клава. Зошто? За да се гледа во маглата чупе зато клава. И та маглата што ја гледаш тој сињако што паѓа овде во Пелагонискиот регион. Тој не од сега тој 50 години 60 зата ли добро? Ако не сијалици ќе клаваме да ме го решивме проблем. Секој пат кога прашаш што е проблемот ќе ти речи што не е проблемот бе бате, се е проблем. Ништо не е направено. И добро се ако не е ништо направено што да сееме во темница сијалици да не клаваме. Ами празници да прослави после ќе се жалиме да му се не. А по другата страна го имаш овај таборот што се вечно среќни во духот на сијаличките. Леле шубо е. Многу е уб. Многу е уб. Значи каква убајна по осветлено како Парис. Парис наслика го има виден, не е битно. А и тоа ми беше муавето со овие што неќат осветлување и украсвање. Значи ќе плаќаш карти престои она му негде аранжмани, да видиш некој град како е осветлен. Море шубо осветлено, И тоа ако плаќаш за негде низ Европа и ќе разбер. За трикала плаќате аранжмани море. Значи се кревате од тука во зима, јојте трикала 3 сати со автобус натаму 3 сати назад, по тој пато никако. И јојте зошто? Оти било многу убаво украсено. Ама не дај Боже тука да се украси, така. Таму ако не го украсват нека трошат тие струја. Јојме ќе видиме парината ќе му ги дајме, не е проблем. Само тука да не трошат струја. И тука лошо е. Дај Боже некој кај нас да дојди да дај некој динар да види нешто убаво. Никако. И добро ќе трикала и ќе се сликате таму со Дедо Мразо и Дедо Мраз тука немаме, сијалици немаме. Добро до душа Скопје не знам дали ќе имаме, Битола зато имаме што сакаш бе ба. Сијалици колку сакаш, осветлено убајно. Знаеш што уште поако? Што 200.000 пати е поубаво од трикала. Значи нема допирна точка не. Ама тоа е то македонското бе ба. За таму некаде дженем ќе даеш пари, ќе се отепаш од мрцварење со автобуси, со чуда, со не знам што. Ама Битола ако украсена или ресен, ако украсен нема доиш. Како не ресен ќе му ода? До душа не знам дали украсен, ама пример вели. И тоа секогаш било така. Истите продавници да ги има и таму и тука, па нашите таму ќе одат оти. Треба зборо да се речи. Од кај ти ова џамаданчето? Од Солун бат, од Белград. И мислам се е тоа во ред, јас не викам. Убај градо и сите марифет. Ама оти не кажеш кој купиш патики од пазар. Што срамот од пазар патики ја купиш не е срамот. И то порано кога ќе беа неоригинални, стално имаше некоја буква љуфната демек. Да се знае дека не е оригинално. Нема да Адидас, Адибас ќе биде Абидас, Абибас, Најк ќе биде Мајк. Што било нешто? Денешно време бате истите. Дали ќе купиш оттаму или оттаму исто изгледа. Ама пуста желба да си свалиш, ќе ош ќе ги земиш од пазар негде и ќе продаваш пуфки дека Белград ги имаш купено пример. Пошто ти шетано дете си како та. И тој ќе кажеш со гордо, од кај ти се наочарите? Од Солун бат. Мислиш од Токио и да ги зеде. Ами Солун е нашо. Сигир сега го ќе речи оттаму ги зедов готово, ние другите. Вака капата извајвме му, спуштивме му, се поклонивме, нема грешка. Е така и овие се украси. Ќе одат таму во некое село негде дженем и најгрдо да биде на светот. Тие ќе дојдат, ќе кажат тука не вари има дојдено Австралија. А реално поубаво дош Австралија се. Топло милина, еден шорц на тебе и обтегни се негде уживај. Лето брат убајн, а не овде да мрзни. А добро, па знаеш како речиш Нова година некако автоматски на зима те асоцира. Уште го ќе украсено убаво. Дека ти ќе седиш, ќе се гледаш во сијалиците, бошувај сијалици, бошувај украс. Него едноставно така осветлено е, весело, не е темничишто. Конабаир на пример кој нема струја. Сакаш така да ти биде на главни улици неки. Бекиш ни на споредни, ама немаш избор. Што е уште појако што е да речам најнова мода. Сега не украсваме само елките, градоите, куќите и така натаму. Не бате, сега и колите ги украсвам. Пред некој ден бев в Скопје, требам на улица, пишам нешто во телефон и слушаш од позади брчи нешто, се вртиш и ја гледаш цела кола сијаличи. И то да го видиш денски, кеде колку е грд. Ама зато навечер бе
бате, да свети. Јас само ќе речам алал да му е умно тој што се нафати. Ај што значи ти толку сијалички да залепиш? Секоја чест. И налечу ќе залепи. По некое време ќе треба ги одлепа. Па сака миење колата после тој лепако не чини така. Затоа аз не кламо, ти ме мрзи да мијам колата. Ако ја видиш мојата можеш комотно ремек дело да нацрташ. Исто дека испомнавме куќите, но време ми се чини многу поќе ги украсваа куќите луѓе. Дури мислам дека и некои награди се дава, барем во Битол. Пример од градот одбират најубаво украсена куќа и добива награда. Ико разбрае луѓето дека награди има ако почне да украсват сите. Па тоа да ти е мерак низ градот да поминиш да свети од сите страни. И по некое време после тоа поскапе струјата. И Кудрија еса пове домакинствата рекоа, знаеш како? Нека не свети. Нека сеј темница еве в центар ќе си свети убое. Ние гледаме и навечер не е проблем. Го сме веќе кај сметки. Мене така еднаш ми се случи во Скопје да живее, пошто под кирија таму студентарија. Еден стан, друг стан, трет. И еднаш се погоди в центара се смести. И то баш беше негде пред новогодиш. Нова зграда, имаше некои сметки шуште не стигаја. Како беше изградена, шо беше не знам, пошто дефеци беше милиарда. Арно, ама мораше да се сместам пошто тогаш предавав по овие приватните школи. Не можев да патувам од Битола секој ден. А на моментот немаше многу избор пошто студентите веќе све испофатија. И ајде реков нека му би. И да скратам работата. Стигнува по некое време првата сметка струја, јануарски. Ја отварам та сметката, гледам 6.500 денари. Колку? Знаеш колку беа 6.500 денари пред 10 години? Со сметката директ спрат подолу кај газди. Викам газда, шо е ова бе? А рече толку е струјата во центар. Што збораш бе, реков. Јас во Скопје живеам 10 години, никогаш во животот толкава струја ми нема дојден. А не рече таа газдарица беше уствари. Не вика ова дека украсват во Скопје и тие новогодишните украси што светат и после тоа сите ја плаќаме сметка. И јас му викам прв пат слушам, ама добро, ајде ќе видиме февруари, ќе дојде друга сметка. Иди февруари сметка, па 6.500. И му слегов јас долу, ова шо е сега? Сега шо украсва? А ми вели ти кузне шо имаш пуштано? Пуштано бате фриџидеро работеше, и една греалка тоцкава истата што користев во сите станови. Това му мрзнев пошто гол беше стано, скрос ништо немаше, ен кревет беше и тол. И над креветот над глата муфла ми фаќаше, пошто под кровље косина и негде имаше течено, веројатно не би. И му викам шо да имам пуштано бе луѓе. Фриџидеро и греалката, а греалката е там многу троши. Викам 10 години ја користам. Нема врска ми вели ти ки знаеш што имаш правено таму, зато ти иди. Зато ми иди. Добро. Дојдов истргав се од струите, слегвам долу кај тој сат од струјата. Вака да врти то. Мајката си вика. Добро. По некој ден ја сретнувам внуката на газдарицата што ми била фан на идолот. Извини му викам, нешто не ми јасно со сметката струја, дали може да ја дојсиш та сметката ваша да ја дзирнам? Ја носи сметката бе бате 407.80 денари. А реков ова не. Момната газдарицата му викам ова шо е? А не трошиме ми вели ние. Мртва ладна ме сваѓаш. Значи кај никаков стано, кај ништо нема внатре измрзна, кај тон пари, уши и нивната струја да плаќаме сваѓаш. До фервие и баш првиот пат кој ми рече дека со тие светлата новогодишни, баш тоа си помислив, а зато се бунат луѓето овде. Шо знаеш може да има нешто? Ама то може еднаш да ти поминивате, поќе не ти врви. Не ти работи поќе од овој момент. Е тоа е. Луѓе има секакви ситуации колку сакаш, единствено нешто што не останува бе бате е време. Така што не кажувајте многу приказни по фејсбуци и по други социјални мрежи, туку насмете и тие суратите и уживајте малце во момент. Нека светат сијалиците, нека се радват децата и пробајте и вие да си направите убаво да ви е на душата, и вие ако не си направите џабе вие и сијалици и темница и воздух и све. Е толку имам денес да кажам. Поздрав од мене и имајте убав ден.